Се помалку мед и пчелни производи вадат пчеларите во полошко. Приносите од година в година постојано се намалуваат поради климатските промени, но и пестицидите кои ги користат земјоделците. Председателот на Сдруженијето Град на пчелите Дритон Дикена вели дека ова е тежок период за нив. Кога ние зборуваме со старите пчелари што имале пчели, например, што пчелареле, например, пред 20-30 години, за едно пчелно семејство може би бил 20 или 30-40 килограми на пчелно семејство. Денеска тоа ти е 5-6-7 килограми на пчелно семејство. Значи, последните 30 години има рапидно паѓање на приносите во пчеларството и тоа се поради и климатските промени и пестициди во земјоделство. Пчеларството ќе биде во опасност се додека во нашата земја не се донесе закон со кој ќе се регулира употребата на пестицидите и инсектицидите, но тоа да не биде само фигуративно, вели Декена. Државата треба да ја зголеми помошта за пчеларите, но и да се пошумува со медоносни дрвца. Да има протоколи како треба да се прска. Министерството да ги зголеми субвенциите, да ги зголеми помошта за како ние пчеларите да се бориме и против климатските промени, да се пошумува со медоносни дрвца, да се гради мост за соработка меѓу пчеларите и земјоделците, кој што за мене е многу битен, затоа што тогаш ќе има и повеќе приноси во земјоделството ако се користат како што треба пчелите. Проблем за пчеларите е фалсификуваниот мед кој е нелојална конкуренција не само во квалитет, туку и во цена. Кога ти фалсификованиот мед нема да го имаш во пазар, ти ќе развиеш, например, во Македонија има скоро 10.000 пчелари, ќе развиеш 10.000 семејства. Овој период полошкиот мед се продава по цена од 600 до 1000 денари за килограм. Дикена вели дека треба да се создаде бренд со што ќе биде конкурентен на европските пазари, бидејќи е надалеку познат по својот квалитет, со оглед на тоа дека Шара има разнолика вегетација со околу 2000 цвеќиња.